Продолжувањето на кризната состојба до крајот на јуни помина низ Собраниската комисија за одбрана. Предлогот продолжува да се разгледува и натаму низ собраниските тела. Власта бара кризната состојба да трае до идното лето, односно до крајот на јуни. Убедена е дека првиот кризен месец дал ефекти. Од опозицијата пак поднесоа амандман, рокот да се намали на 3 месеци, односно кризната состојба да се продолжи до 31 март 2021 година, што не беше прифатено од страна на власта. Тие сметаат и дека треба да се сноси поголема одговорност поради состојбата со пандемијата, големиот број на смртни случаи и можноста за евентуални злоупотреби кои ќе произлезат со продолжувањето на кризната состојба. Дел од претениците бараат извештај и објаснување што владата искористила од можностите што и се отварат со прогласување на кризна состојба. Оценија дека недоволно се искористени мерките и лошо се справуваме со ковид епидемијата. Праша во која насока ќе се движиме понатаму, зошто е зголемен бројот на хоспитализирани, каква е превенцијата од COVID-19, а побара и информација за тоа кои конкретни мерки се превземени, односно искористени. Една од партиите, дел од владеачката коалиција, предложи и побара да се изготви нов закон за вонредна или воена состојба, затоа што законската регулатива била недоволна, како и да се реформира системот на управување со кризи. На 19 декември ќе помине еден месец откако Советот за безбедност препорача воведување на кризна состојба поради пандемијата со вирусот. Иако власта тврди дека првиот кризен месец дал резултати, фактичката состојба е поинаква. Освен армијата што излезе на терен, друго нема ништо конкретно. Кога се воведе кризна состојба, бројката на ново заболени беше над 1000 дневно, а бројката на починати двоцифрена. Речиси еден месец подоцна, повторно бројките се исти. Една од причините за воведување на кризна состојба беше државата да менаџира со приватните болници. За таа цел беше договорено да се стави во функција стариот дел на Систина. За на крај, здравствените власти да одлучат дека ковид центарот ќе се користи тогаш кога ќе се пополнат капацитетите за лекување во државното здравство.